Почитувани гледачи на OTV.mk, повторно смени с Прилеп, овој пат на друга горчлива тема. Сообраќај. Сведоци сме дека сообраќајните несреќи се се почести, а за фаталните исходи гледаме секојдневно. Непрописно паркирани возила насекаде, зафатени тротоари некаде и цели улици. Тешко е некогаш пешак да помине, а камоли мајка со количка. Некаде ни крали Марко со шарец не може да ја прескокне гужвата. Прешуваме. Каква е сообраќајната култура на прилепчани? Колку пречат непрописно паркираните возила и што да се превземи? Да ти кажем, правина никаква. Ова ко беше сообраќајната беше. Овде е хотел Скопје Кешујете, подолу беше полицијата се. 12 полицајци беа. Страфи, трепет и поштовајни се. Сега ништо. Дали прилепчани имаат култура сообраќајна? Нема. Во никој случај нема сообраќајна култура. Слаба е. Значи, да не си сразам вулгарно, ама никаква. Има стварно, има луѓе што почитува, ама што има те... Ништо катастрофа е, нема што да мислам. Мислам дека не е многу во најдобар ред. Сообраќајната култура на прилепчани, што можам да кажам, тоа воопшто не е само на прилепчани, ни цела Македонија е истото, не е без култура. Центарот повеќе овде кај што има поголемо движење, мислам дека има добра сообраќајна култура, поготово на пешачки премини овде на булеваров Кошује и има се осеќа таа сообраќајна култура. Значи, извинете, возачот оддалеку застанува, сум имал прилика и јас да го поздравам или тој да ме поздрави, оддалеку ќе застани. Значи, единствено сега има кај некои што се помлади, значи, да не речем тинеџери, тие не ги почитува правилата го за пребрзање на сообраќајки многу. Тоа е стара болест која има овдека. Не само имаме места за паркирање, имаме овие што се паркирали, што ода луѓе што ќе дојдат од странство за културни манифестации, за други работи, се паркира. Меѓутоа, по малите улици Кешује, сето колите од возачите што се овие домашни, викам, има двор за паркирање, ја паркира колата на улица и го спречува да не се одвива нормално сообраќај и пешаците нема кај да одат. Мислам дека не треба да се паркираат тука. Никој нема паркинг, што да прави? Мора да се паркира некаде. Не би требало да биде паркирани, има паркинг места доволно. Само секој гледа кај што сака да заврши работа, таму да ја остае колата и одма да влезе да замине. Тоа е од самата култура на самиот човек, онаден. А инаку, па и немаме, па и паркинзи немаме, кај да се паркира и кој кај ќе се најде таму ќе се паркира. Па многу возила има во последниве години, многу возила има во градов и нема кај да се паркира и паркира кај што треба и кај што не треба. Алтерне преку нив треба да цапаме одека на тротоаров. Тоа е. Абе сега ако речам то така и така е. Сега сме сите поврзани вака, никој што не може да ни рече. Тие сметаат на тротоарите, Ни да те нели? казна, ни ова, ни она. Еве овдека, она што е направено, например, црвена на трака за велосипедини. Оно е катастрофа. Му е паркирал колата тука, кај човек. Сега ти мора да завртиш вака, па ако те види полицајот долу, ќе рече, не ти се гледа, чура си, будала си. Да ви кажам, правилно.
решение само казни. Само казни. Решение тоа е попфатно треба да се онади. Тоа на ниво на држава треба да се спроведа многу закон. Катна гаража само да се направи, плюс некоја. Да, повеќе катни гаражи, точно. Па на некој начин да се клаи ред. Еве има се града, има за паркирање. Има катни гаражи во Прилеп, меѓутоа капацитетот не е исполнет, поготово на пазаришниот овам покрај река кај што е таму. Ништо.